да е жив и здрав Бајден. Многу е погрешно да веруваш во лагата дека ционизмот е проектот Израел кој го завршија, реализираа 1948 со гласање во Обединетите нации. Тогаш Југославија гласаше воздржан. Погрешно е да веруваш дека Балфор, министерот за надворешни на Обединетото кралство, нуклеарен ционистички клиент и неговата декларација е ционизм. Не. Тоа е само еден видлив, глобален проект на ционизмот, како многу стара еврејска, поточно еврејско-лихварска елита, со идеологијата да ја реализираат нивната кауза, а таа е светска доминација. Во ционизмот, во темелот е вградена една константа која Хусеин и Обама, најголемата превара во историјата на САД, нон-стоп ја повторуваше exceptional. Посебноста, но не е прецизирано точно кој е exceptional, нацијата или елитата во функција на корпорацијата. На тоа додај делови од тортата дека се избран народ од Бога и веднаш ќе ти стане јасно дека се работи за светска хегемонија. Токму затоа, контекстот на се што перципираме и анализираме е многу важен. Затоа што ние македонците, немајќи контекст, во борбава први погинавме. Во експеримент објаснет во продолжение на писанието. Exceptional, според Хусеин Обама, маскотата на ционизмот, е исклучива за корпорацијата USA, сионистичка корпорација. Многу малку луѓе денес емигрантската криза во ЕУ ја гледаат како melting pot, но не оној кој ја створи американската нација, туку сенат на Калегри, реалниот татко на денешната ЕУ, кој пред 100 години кркна $50,000 од Пел Велбург за да го креира европјанинот со Нигер од Африка као доминација во идниот европјанин како нација, конзумер нација за потребите на USA Corporation. Нормално, со тотално бришање на сите европски народи, ова е експеримент во Македонија во кој ни го мерат трпението и издржливост, а проектот има име Северџанија. Многу малку луѓе денес знаат дека далеку пред глупион Хитлер да стане канцелар, токму Светскиот ционистички конгрес промовираше и нареди буквално сите влади ембарго на сите германски производи. Холокаустот како технологија за прв пат е промовиран во 20-тите години, далеку пред Хитлер, исто на Светскиот ционистички конгрес, но не против евреите, туку против германската нација. Во крчмуавети сум ви пуштал оригинали, стари, црно-бели, видеа за да видите и слушнете што промовирале во нивните глобални конгреси. Джекил Айленд е местото каде на почетокот на минатиот век ционизмот го створи ФЕД, Федерални резерви, кога корумпираниот до даска конгрес на САД си гласаше како попче дека туѓи приватни пари, долар, валута, приватизација на долар. Веднаш пред крајот на Втора светска војна, во Бретон Вудс, ционизмот ја основаше Светската банка и ММФ, драги мои македонци. Таа 1944 година СССР и Југославија гласаа за, не беа воздржани како 1948. Освен ММК и Светска банка, се прифати и долар како валута за меѓународна трговија и порамнување. Но најважно од се, во Бретон Вудс се одлучи нормално, партизаните гласаа за, сите кредити за држави во светов да се одобруваат и пласираат исклучиво преку американскиот банкарски сектор. Секоја држава во светот се потчини на ционизмот, затоа што суфицитот на секоја економија мора преку ционистички банкари да се пласира. Формирањето на Израел, подоцна како регулатор на цената на нафтата и држање на скоро сите исламски држави во робство, во споредба со Бретон Вудс е смешка. Виц. Затоа тврдам дека ционизмот не е она што се представува масовно и во Британика објаснува. Ционизмот е чиста хегемонија, глобална, во која расизмот, нацизмот, левиот либерализм, монотеизмот се силни алатки за реализација на нивната кауза. Најсилното нивно орудие, доларот, веќе од поодамна почна да ја губи својата сила
Не заради статистика за глупи липтарди, туку поради фактот на секојдневно раѓање на алтернативи на доларот, почна процес на дедоларизација за прв пат после Бретен Вудс. Езотеријата и кабалата ционистите ги користат за регрутирање на гоја, не евреи, кои стануваат славни, корисни, благодарение на ционистичките медиуми и се нивни ресурси во уништување на се наоколу, првенствено православните вредности. Православието денес е столб на одбрана на човековите права и вредности од ционизмот кој е силно ранет, кој како звер рика и удира на сите страни. Контекстот на ционизмот е многу важен во моментов за палестинците, но и за нас македонците. Евреите се добар народ, вреден, скромен, мирен народ, кој никогаш на нас македонците не ни бил душман. Треба да се разбере дека ционизмот само е роден меѓу евреите. Нивната расипана елита по секоја цена сака да ја оддалечи од Бога, да ја прекине врската со нашиот Створител, да не владее, да се руга на Бога, па затоа тврдам дека ционизмот е лично и персонално сатаната. Не смееме да влагаме во антисемитизам, затоа што и еврејскиот народ е жртва на ционизмот. Затоа што логорите на Хитлер убиваа евреи со ционистички кредити изградени. Ционизмот стана жртва, а банкарите со долар за без пари ја купија цела Европа и ја поробија. Ако малку прочепкате низ архивите, ќе видите дека Макаби е регистриран во Скопје, во еврејско маало. Затоа ние македонците не смееме да бидеме антисемити. Едноставно не личи. Ционизмот произведе многу лажни суверенисти кои сите се лопужи, за кеш послушни и лојални на ционизмот. А списокот е следен: Орбан, Мелони, Лепен, Ердоган, Грујо, Вучик и пред се Биба Нетањаху. Ви направив посебен крш кога и кој ги направи. Запомнете, нас православните славјани не мразат најмногу, затоа што сме најтврдоглави според нив, а во суштина затоа што по ниту една цена не се откажуваме од Бога, или попрецизно, нивната технологија нема успешност како што тие ционистите сакаат. Го паметат ќутекот, поразот кој ционизмот исклучиво од славјани секогаш го доживувал. Воено, политички, но пред се духовно. Првиот овид со хезарскиот каганат, Хазариен, Свјатослав им го сканта за веки веков, а како последица побогатите неколку нови европски држави створија. Подоцна, многу подоцна, преку отоманите, се обидоа со Европа да владеат. Пак ние славјаните ги скантавме. Па Наполеон го смислија делумно. Скоро успеа Европа, една наша држава да стане, но чудно на сите нас сила ни дојде. Ги решивме ционистите, Европа пак ја спасивме. Хитлер пак буделетинана 1943 во Ленинград го скантавме повторно. Потоа стана воена, но преку кодошот на Рокфелер со име Сталин, на измама 70 години со комунизам не поробија. Објавата на сионските протоколи во Белгија, смислени од тајната полиција на Романови објавени, не ни го простија. Семето на Романови го сотреа и тоа со слуги, со Гоја, чешки полк, католици, дури и куќето им губија. Семката чешка ја знаеме. Денес се познати политичари. Затоа нивните слуги, како Дејан Луцик и Ситна Боранија, им се корисни со стратегија од Хазар, измеќар од Гоја, произведен парават де фокус, од нивното орудио Федвајер, со Хазарова, Хазар патриоти на ватерии, идеолошки разноти, кои со издигање на хазарите на ниво на власт, одлучување, фрлаат песок во очи за да не се види контекстот на ционизмот. Хазарите се оператива, измеќари, како Порошенко која преплови Македонија со чоколади, Давидов, чиви цигари масовно во Македонија се дуваат. Зеленски буделетинава не мора да се објаснува. Никогаш нема да ви објасна дека постои посебно племе, група хазарски турци,
потеклото на Ердо. Или пак нема да ви објасна зошто Каспирското море турците го нарекуваат до ден денес Хазарско море. Наивно и штетно е денес 2024 година да се направи проста математика околу гласањето во Конгресот, хаосот амерички, пред неколку денови каде сите демократи до последен гласаа на $100 милиарди помош за меѓусебно убивање на славјани украинци под водство на глуп Хазар, но и за убивање на палестинци на купче во еден закон беа ставени. Половина од републиканските говна во хаосот гласаа околу 100 и кусур за, само 10, повторувам, само 10-11 републиканци беа против. Затоа умирам од смеење со будалетини кои се палат на мага. Тотално несериозна забава за затупената американска нација. Смешно е денес да помислиш, а не пак да тврдиш дека ционизмот е заштита на Израел. Ако не си видел дека глупи Бајден има намера Дженет Јелен, Treasury Department, да ја пресели во Кина за стално, затоа што стана неумесно, срамно, секој 15 дена да лета за Пекинг за да моли, коленичи, заборавената кинеска економија да намали со ослободување од долари. Кина да има милост. Го гледам денес Блинкен се напрега, се препелка, демек се буни околу Јужното Кинеско море. Као луте, за да гледаат американците со коси очи. Тајван и Филипини дека USA Corporation ги брани. А забораваат сите дека во сите атласи на свет, морето за кое се расправаат носи име Кинеско море, а не Тајванско море. Кина не лета никаде, не се буни никаде, не кука, туку секој ден прави кеш и се наоружува. Погодете зошто. Денес најелитните ционистички регрутни центри се осилија против ваздите. Од МИТ и Харвард во Масачусетс до Остин, Тексас и UCLA, Калифорнија сите. Буквално сите се побунија, но не бидете радосни преногу. Регрутните центри и прогресивците, студенти, демонстрираат емпатија, а не идеологија и знаење. Не е се уште се далеко од вистината. Реалноста која ционистите едва ја прикриваат, но завадиела. Да ги подсетам сите неписмени со капи на мага, накривени како шумариски селјак, дека токму со Трамп на чело, имени сменија, а за неписмените глупаци од мага да им повторам, Трамп донесе одлука амбасадата на USA Corporation од Тел Авив во Ерусалим да ја префрли под ционизам здравје. Незнаење, врискање без никаков контекст е најголемиот македонски проблем кој никако да го видите. Затоа со задоволство дикиш, да повторам, да се живи и здрави Бајден и Биби. За се што се залагав, предупредував и објаснував јавно, глобално ме потврдија. Па полесно ја поднесувам оваа брутална Гвантанамо екстрадиција под целосна контрола на USA Corporation со незините куртони од Македонија. Поздрав од Палчо од Пусто Турско.